Tico Paul. Не погуби, саму Бухарибе, не погуби, дете голомеш. А небестар, мъртви луѓето, двойно се потешки. Како вреđa со драмли. Tico Paul. Другар Прличко, се извинувам што ве прекинувам во работата. Вие сте артист со огромно искуство. Какво место и давате на улогата на Паун што ја толкувате во оваа представа во рамките на тој богат опус? Видите, во романот на Славко Јаневски и Бол и бес, мислам дека еден од најсочните ликови е Паун. Јас имав таа среќа да го толкувам Паун, ролята на Паун, на филмско платно, и може би тоа беше еден трамплинг, една отскочна даска за тоа и понатаму режисерите да ми доверуваат такви ликови како што е Паун, како што беше Манданата, за кој добив награда Златна арена во Пула. И така се нижеа сите тие добричини: Перо Тунгус во Невесинска пушка, Шок во Капетан Леши. И малку мене ми стана чудно, јас веќе се шаблонизирав, стално играм такви добричини, луѓе од народот, како што е Паун. И сега, во оваа реализација на Рули Османли, јас пак ја толкувам, само што сега на сцената. Паун е оличење на људска доброта. Паун е човек од народот. Секоја бразда на неговото лице означува во маки изминати години. Паун сите времиња, оние луњави времиња кои војните ги носеа, ги поминал, и во оваа наша револуција се придружува на партизанскиот покрет и, за жал, умира. Ако е мала роља, јас многу работев на таа роља и јас се потрудив да дадам една нова смрт. Не филмска, не така театарска смрт. Тој умира, како што и од авторот даден, умира пејќи една шегобина песна. И можда би тука требаше многу снаги да се умре, но да се умре по еден друг начин,
zato što čovjek, mislim, nikogaš ne umire koga će go proniže kursum, kao što obično na filmu biva bam, pažan, ja se potrudim da dadam jedna nova smrt i mislim deka bo to i uspjel. Imaš li žena, djeca? Ako imaš misli, govori ranije. A ti, ako nema žena, sestra imaš? Che govoriš li? Ako mi kažeš da ti imaš sestru, Pesu! Nasen pes! Kad ti pokažem ja s tebe! Izvolite, gospodin Rane, ja se sobi dam. Može mi prenik od neke progovori. Što? Mislite da znajete povijek od mene? Ne mislim, vi ste vojnik. Zaboravate da ste i vi to. Vo mađi ne verujem poručniku. Će progovori ako mogu da se me želite soprić. Ako mu garantirate slobodu, ako go puštite, može biti... Pogledajte, opitajte se. Koji već sada asocijacija? Pa bi se od kruka vaće, gospodin Majer. Ne se vratite, gospodin Majer. Pa to je obersestan. Sve pa jasno da to slušam. Verujete li da ću uspjeti, gospodin Rane? Ja se obiđam, niko iz sebe ne gledao tajnike, naprosto. Другарке Велјанова, оваа представа ги собра во себе актерите од сите генерации, од ветераните до најмладите. Како вие лично ја доживеавте таа средба и како ја реализиравте? Па јас мислам дека е посебно задоволство за еден млад артист да соработува со своите постари колеги кои имаат, може да се каже, големо сценско искуство. И мислам дека една таква соработка може многу да помогне на секој млад актер. Овој процес на работа врз представата И бол и бес посебно ми се допадна затоа што имавме многу разговори заедно со гостите во нашиот театар околу улогите, околу она што може заеднички да го направиме за да добиеме еден колективен успех. Што се однесува до она како јас сум успела да ја реализирам својата улога, оставам на публиката да процени. Другар Ивановски, ова е представа во која како ретко кога учествуваат голем број артисти од различни генерации, од најстарите до најмладите. Можете ли да ни кажете нешто за односот кој е воспоставен меѓу вас? Мислам и во креативна смисла и во работна. Во колку не се создаде однос, мислам работен однос, креативен однос помеѓу артистите, односно ансамблот што е создава представата, никако не може да се дојде до некаков резултат. Во случајов со представата на Славко Јаневски И бол и бес, за наши прилики можем да кажем дека тоа е еден голем ансамбл по број, а секако и голем по квалитетот на актерите кои што се собрани во представата. Во представата учествуваат пензионер, артист, нашиот драг колега, учител Петре Прличко, помладиот од него за малку мој бивш професор Илија Ѓувалековски. Тоа се од постарите. Веднаш доаѓаме ние, Дарко Адамевски, Драги Костовски, јас, една средна генерација и следна се една цела плејада на млади талентирани актери. Како е воспоставен тој однос? Мислам дека не е прашањето во однос, туку во тоа како е воспоставена клима на соработка меѓу таков еден диапазон на актери. Многу едноставно. Од постарите кради што можеш да украдеш, мислам што ти одговара како на актер, на помладиот секогаш во секоја прилика помогни му. Поточно, треба прочитам копијата на едно писмо што Беновиге го испратите. До господин војводат Александар Рајч на терен.
strogo dobro. Јас, Теодос Попович, по волјата Господова, по желбата на днешниот народ и по собствената увереност да им служам на кралот и татковината, се прогласувам за командант на Козјачката територија и образувам по своја команда варварски одред Милош Обилич, барајќи одбаци од сите команди на спротните војни единици под врховната команда на неговата честитост Дража Михајлович. Димитрije Османли е автор на драматизацијата и режисер на представата И бол и бес од Славко Јаневски, која на 16 април беше поставена на сцената на Драмскиот театар од Скопје. Другар Османли се определивте за драматизација на еден епски текст, како што е романот И бол и бес. Кажете ни, кои беа мотивите што се определивте за овој роман? И покрај својата дескриптивност, романот И бол и бес содржи една драматичност на настаните, драматика на односите меѓу личностите и драма на самите личности, која што ми овозможи да пристапам кон драматизацијата на тоа дело. Најважно за мене беше во драматуршката постапка да водам сметка за драмскиот континуиран и мотивиран тек на настаните од една страна, од друга страна за психолошката мотивираност на действувањето на ликовите. Но вие сте и режисер на оваа представа. Каков беше вашиот однос кон сопствената драматизација? Добро прашање. Творечки секи случај. Два проблеми за мене беа мощно значени. На каков начин да се сценски смести дислоцираноста на действијата, бидејќи има три паралелни действија, и кому да се поверат големиот број народи. Првиот проблем го решивме, мислам, доста успешно со сценографот Бранко Костовски, така да добивме еден навистина непречен и динамичен континуиран тек на действието. Вториот проблем го решивме во театарот на таков начин, што бевме со задоволство во можност да повикаме и актери надвор од колективот на Драмскиот театар, така во пиесата учествуваат и познатите великани на македонското театарско дело Петре Прличко и Илија Джувалековски. Покрај, да така речам, следната генерација, па и прваци сепак на Драмскиот театар, Дарко Дамевски, Ацо Јовановски, Гешевски, Костовски и други, па до помладата генерација, како што е Чоревски, Лилјана Велјанова, и дури и најмлада генерација повикавме и од нашата Академија Скопска, тројца студенти од трета година. И за мене беше исто така еден мощен, значаен проблем како режисер за една стилска соцветност, една стилска кохерентност во начинот на играта на овие 4 генерации. Овој месец во Музеот на современа уметност во Скопје беше отворена изложбата на академскиот сликар Родолјуб Анастасов. Другар Анастасов, од вашата последна самостојна изложба 1970 година до оваа четврта, измина долг временски период кој веројатно е доволен за сумирање на одредени творечки сознанија. Да, точно е тоа. Јас сметам да разликата оној вакуум од една и друга изложба треба нешто да се деси, за да би се она учинила и направила. Континуитетот за мене е еден од многу важните елементи за тој размак од една и друга изложба. Као што гледате, овде континуитет доста постои, меѓутоа
Мене ме знаат као сликар со една темна гама на моите слики. Они се претежно бева досега темни. Новината во ова моја сегашна изложба се состои во тоа што мојата палета е сега апсолутно многу светла. Тој проблем на осветлување и тој проблем на тој спектар на светлоста постоеше и во старите мои слики. Меѓутоа, тоа осветление кај мене извираше од некои моменти, од некои делови на таа слика. Меѓутоа сега во оваа изложба светлоста е претежно главна и она е целосна. Она е во сите оквири на границата на таа слика, она извира од сите делчини на таа слика. Паѓа во очи дека светлината и просторот се централна тема на оваа изложба, ако може така да се рече. Дури еден циклус, поголем циклус носи назив. Да, во потрага за изгубениот простор. Имам ја 15 слики, тоа значи фактички да е тоа пола изложба во името на тој циклус. Тука сакам да кажам, всушност, ако може реалистички да се искаже тој збор, ја мислам дека е тоа продор од внатрешноста, од еден интимен живот, продор во еден свет надворешен. Каде во екстериерот, каде пон со бука, со динамика една, и тој контраст на таа динамичност и она една интимност внатрешна, тоа фактички ателјето, не? Тоа е тој проблем на тој циклус во потрага за изгубениот свет. Меѓутоа не треба да се свати дека и другите слики немаат нешто од овој проблем, иако не се уврстени во тој циклус. Ова е само еден столб од книги и публикации посветени на ликовната уметност, а ова тука е се, или речиси се, што е издадено кај нас во Македонија за ликовната уметност. Тема на следниот наш прилог е издавачката дејност и ликовната уметност. По тој повод поканивме повеќе културни работници од разни структури, од издавачките куќи, Друштвото на ликовните уметници, потоа музеите, Друштвото на историчарите и така натаму, да зборуваат на оваа тема. Работам во библиотеката на ресорот графика и уметност. Ќе ви давам само еден податок дека во оваа библиотека имаме преку 15-16 книги за чиста ликовна уметност, а од тој импозантен број имаме се на се некаде 5-6 книги што се издадени за ликовната уметност во Македонија и покрај овој број имаме еден известен број на каталози од самостојни и групни изложби. Камерата тоа го виде сосема добро, каков е зафатот во светот, каков е кај нас. Би се осврнал на другиот дел на прашањето, како се чувствува меѓу нас ликовните уметници недостатокот од издање на такви публикации. Би рекол тоа дека тоа е една огромна празнина, не само огромна празнина, него потполна празнина. За 30 години од постоење на Друштво на ликовни уметници, постоење на многу други врвни институции од разни карактери, да се издадат само неколку книги што можат на број да се на едната рака да се набројат, мислам дека не треба воопште да се полемизира околу тоа. Понатака, нашите дела мал број на луѓе ги гледаат, баш заради тоа што нема такви издања, нема монографии, нема илустрирани побогати издања, а делото што човек може да го види е сврзано исклучиво за Скопје, за една изложба што трае 10 дена. Од тоа знаеме добро дека и самите граѓани на нашиот град многу често не одат на изложбите, така да остануваат потполно невидени. За пофалба е во овој случај оној минимален потфат на издавачка куќа Нова Македонија, кога пред неколку години ги издаде двете луксузни мапи во боја, нумерирани во потполно мал тираж.
Како гледа на оваа слаба издавачка продукција и Друштвото на ликовните уметници? Друштвото на ликовните уметници нема никакви можности во тој однос да стори нешто. Може само да лупа по вратите на издавачките куќи, да моли, да бара решенја, али самото друштво да направи нешто повеќе околу тоа не гледам некој начин. Пред 10 години Друштвото на ликовните уметници на Македонија превзема такви две ситни иницијативи. Заправо тогаш за прв и последен пат се издадени две мапи. Мапа на современа македонска скулптура и мапа на современа македонска графика. Тоа беше, како што реков, почетокот и крајот. Во своите планови друштвото размислува и бара начини на како би можело да се активира еден таков потват и заправо како би можело да се следи она што во светот одамна и тоа на многу добар начин се прави. Македонската култура во последните години, односно од годините на ослободувањето наваму, прави огромни напори за афирмација не само на полето на Македонија, туку и надвор од неа, па и надвор од југословенските граници. Овдека станува збор повеќе за македонската литература, односно поезијата, која преку поголема издавачка продукција, преку антологии, поединечни преводи и препеви во другите јазични подрачја во Југославија, па и во другите земји од Европа, направи навистина еден извореден пробив. За разлика од тоа, не е таков случајот и со ликовната уметност, па и со музичката уметност. Евидентни се стојностите на македонската ликовна уметност, на сликарството, на скулптурата, на графиката, но и ако ги погледнеме нашите литературни списанија, во списаните за уметност, ќе видиме дека многу малку се застапени со критичко-есеистички текстови, а од друга страна, на оваа област немаме и некои поинтегрални текстови, аналитички текстови, што би поцелосно би опфатили и анализирале оваа уметност. Дали тоа доаѓа од недостиг на кадри, од квалификувани кадри од оваа област, или пак и издавачките предпријатија не му дават место и простор во своите издавачки планови, не знам, но мислам дека време е посебно издавачките предпријатија да дадат она место на оние стојности во македонската ликовна уметност, што навистина би и дал еден посериозен и поцелосен приступ и афирмација. Ми се чини дека токму недостигот на подолготрајно планирање во нашата издавачка дејност, а тоа значи и отсуството на поперспективно финансирање и помагање на издавачката дејност се одрази особено на овој план, на овие ликовни издани. Не треба да се истакнува дека тој дел од издавачката дејност во Југославија и во светот е, би рекол, меѓу најдобрите, најпривлечните делови што ја красат секоја развиена издавачка дејност. Па во таа смисла, би рекол, мечта на секој наш издавачки работник, а и ликовен творец и културен работник е и нашата култура и нашата издавачка дејност да се здобие со што поголем број квалитетни такви изданија. Радосен е фактот што во оваа година особено повеќе издавачки предпријатија, објавувајќи ги своите планови, најавија ликовни изданија. Во таа смисла и култура има набележено во својата предлог програма неколку такви изданија. Тоа би биле една репрезентативно издание за фреските во Македонија, за нашата ликовна уметност, за нашата, се разбира, посебно примената уметност, за дизајнот во Македонија. Исто така, издавачкото предпријатие култура е готово да издаде, да почне да издава извесен број монографии на истакнати наши
ликовни уметници. Ми се чини дека зафатот е несомнено значаен и сите фактори, почнувајќи од издавачките предпријатија до културата, до Републичката заедница за култура, би требале да пројават целосно разбирање за овој значаен потврд. Книгоиздателството Македонска книга непосредно е зафатено со печатење на едно капитално издание од оваа област, а тоа е антологијата на македонските народни везови, што ја подготви Ангелина Крстева. Тоа издание ќе содржи околу 140 одбрани експонати, кои се снимени во колор техника и ќе бидат отпечатени со сета автентичност во сите бои и нијанси. Изданието ќе биде придружено со предговори и легенди на македонски јазик, српско-хрватски, француски, руски и англиски, така што ќе представува еден прв одбит за афирмација и пласман на оваа наша уметност во светот. Кога ќе излезе од печат, ќе имаме можност да видиме колкаво разновидно богатство се создало од извековите од македонскиот творечки дух, на кој везилката му дала структури и облици. Во планот за идната година Македонска книга предвидува исто така едно студиозно издание на македонското уметничко наследство, кое ќе опфаќа време од неколку милениуми, почнувајќи од најстарите ископини на скулптури, мозаици, украси, преку фреските и иконите до резбите и сликите се до 19. век. На ова издание ќе работи поголема група автори кои ќе ги подготвуваат одделните негови области. Кога ќе биде готово за печат, исто така ќе имаме прилика да се здобиеме со едно фундаментално издание за она што ни го оставиле на наш терен вековите од почетоците до крајот на 19. век. Понатаму Македонска книга предвидува и две ексклузивни изданија на поезија и графика во вид на мапи од поголем формат. Тоа ќе бидат тематски изданија, едното за жената во македонската поезија, а другото за поднебјето во македонската поезија. Надополнети со графики, тие ќе представуваат своевиден уметнички куриозитет кога ќе излезат со најнепосредно естетско дејство. Во подалечна перспектива, Македонска книга планира да отпочне со издавање и одделни монографии за наши истакнати ликовни уметници. Другар Петковски, констатиравме дека се чувствува недостиг од ваква литература за ликовната уметност кај нас. Па би ве замолиле како историчар на уметноста и како директор на Музеот на современа уметност од Скопје да ни го кажете својот увид во овој проблем, во оваа материја. Сметам дека до неодамна и не постоеа големи можности за пишување на поголеми прегледи или синтези за современата македонска уметност. Причината е во тоа што тоа е една материја која беше многу малку проучена и многу малку разработена до оној момент кога е можно да се осмисли со поамбициозни зафати што би имале една научна засноватност како појдовна методологија и во исто време доволно критичка дистанца, одредени појави, личности, процеси и така натаму да бидат представени во нивната вистинска вредност, да бидат применети значи критериуми што со одредена многу поширока објективност ќе можат да ги прикажат. А меѓутоа и во овој период можеше многу повеќе да се направи во врска со публикување на публикации кои не би имале некои најамбициозни цели пред себе, а ќе можеа да ја пополнат празнината што необично тешко се чувствува не само за тие што професионално се бават со материјата современа уметност, туку тоа ние го забележуваме во секојдневната работа во музеот, во работата на студентите, во работата на новинарите,
семинарите и така натаму, кои постојано имаат потреба од таков вид публикации. Нашиот музеј во текот на своето 11 годишно постоење сметам дека нешто малку направи за да ја пополни оваа празнина со печатењето на своите каталози за изложбите што ги беше организирал. Некои од нив беа синтетички прикази на одредени подрачја од современата македонска уметност, другите беа ретроспективни изложби на творештвото на истакнати македонски уметници, а третите се каталози на самостојни изложби на најистакнати фигури од македонската современа уметност. Сите тие беа обработени на еден начин што представуваат известни потвати со поамбициозна цел да имат и одреден и научно-стручен апарат и репродукции што го придржуваат текстот. Текстот од друга страна е обично синтетички или поширок приказ на таја личност, на незиното творештво што е излагана на таа изложба. Меѓутоа, неопходно е да се пристапи кон издавање пред се на синтетички историски прикази на современата македонска уметност. За неа сакам да го нагласам како голема неопходност овој момент. Потоа на монографии на најистакнатите личности во нашата уметност, почнувајќи од најстарата генерација, па потоа на онаа што можеме да ја наречеме средната и така натаму. Меѓу другото би биле необично корисни и такви публикации како што се, например, лексикони за македонските уметници, например на 19-тиот и 20-тиот век. Новиот универзитетски центар Кирил и Методи во Скопје представува комплекс кој веќе по бројот на луѓето што работат во него не е можно да не предизвика интерес. Од друга страна се работи за еден нов архитектонски и градителски зафат, чии несекојдневни димензии, заедно со сложените намени на кои треба да им одговори, отвораат можности за сериозни анализи. Пофалуван или куден, овој архитектонски објект сепак не е можно да се процени низ брзите импровизации. Со намера да ги одбегне овие импровизации, нашата редакција во својот денешен прилог посветен на архитектурата замоли двајца дипломирани инженери архитекти, Димитар Мартулков и Мирослав Сидовски, кои директно или индиректно учествуваа во реализацијата на објектот, да ни дадат известни појаснувања како увод во една евентуално поширока анализа. Во меѓувреме ќе ви прикажеме една блиц анкета направена меѓу студентите на овој факултет во однос на тоа како тие го доживуваат новиот објект. Би ве замолил како студенти, како луѓе кои голем дел од денот го поминуваат тука на факултетот, да кажете што мислите за него, како функционален простор, како естетика? Мислам дека се работи за едно мощно современо архитектонско решение, еден објект кој што во почетокот не прими сите нас во целата сфера згранетост, би се рекло. Мислам дека во почетокот за сите нас делуваше можно одбивно, бидејќи не сме свикнати на вакви училишни простори. Имајќи предвид дека во старата зграда, во стариот факултет бевме и просторно прилично скучени, прилично стеснети. Овдека нидовме на еден простори, на еден објект кој што не само по своите конструкции беше поинаков, туку и во сите оние простори кај што требаше да се работи, кај што требаше да се спремаат испити, кај што требаше да се слушаат предавања, се најде на едни поинакви решенија. Мислам дека тоа во почетокот беше она што кое или веднаш априори делуваше одбивно, или пак веднаш не привлекуваше. Меѓутоа мислам дека повеќе делуваше одбивно, бидејќи просто самиот изглед на факултетот, мислам, и овие бетонски решенија и така натаму делуваа одбивно. Има и известни технички недостатоци кои се надеваме дека со време ќе бидат решени. Јас наполно се сложувам со колегата и само би сакал да истакнам, мене лично особено ми се бендисува холот овде кај што се наоѓаме ние, бидејќи е многу акустичен
Тука ние организираме секој петок диско вечери, потоа поканивме филхармонијата да гостува, друго не би имало што да кажам. Универзитетскиот совет на својата 93-та седница, одржана на 1.11.1966 година, донесе одлука за утврдување на основните показатели за изградба на нови згради на филозофскиот, економскиот и правниот факултет и ректоратот. На истата седница е одлучено да се распише општ југословенски анонимен архитектонски конкурс за изработка на урбанистичко и архитектонско решение за целиот комплекс. На распишаниот конкурс беа поднесени 13 трудови, од кои жири комисијата, составена од представници на универзитетот, филозофскиот, економскиот и правниот факултет, како и стручни лица од архитектонско-градежниот факултет, Македонија проект, Сојузот на архитектите на Југославија и Сојузот на архитектите на Македонија, едногласно му ја додели првата награда на трудот под шифра Атена, чиј автор е архитектот Марко Мушич од Љубљана, заедно со група соработници. Изготвувањето на комплетната техничка документација му беше доверена на проектантското предпријатие Македонија проектот Скопје. Изградбата на објектите отпочна во ноември 1970 година, а истите беа предадени во употреба во јуни 1974 година. Изградбата на објектите ја изврши градежното предпријатие Мавро од Скопје со кооперанти, меѓу кои по обемот и значајот на работите, нарочно треба да се истакнат Алумина и Треска од Скопје, Мермен комбинат од Прилеп, 14 децембар од Белград и други. Нужно е да се нагласи дека делот од работите што се однесува на надворешното уредување на објектите се уште не е завршен, како и помал дел од недовршени работи внатре во објектот. Се уште во непосредна близина на новоизградениот објект не се срушени некои од постојните објекти, што пречат на пристапот кон овој комплекс и неговото надворешно обликување. Што се однесува до условите за сместување на новоизградените објекти, нужно е да се истегнат следниве податоци. Спрема програмата за изградба на овој комплекс, изготвена во 1966 година, објектите се димензионирани на следниве капацитети и површини. Филозофски факултет за 1590 студенти, со 105 редовни и 92 вонредни наставници, т.е. вкупно 197 наставници, и површина од 15.119 метра квадратни бруто површина. Економски факултет за 1200 студенти со 46 редовни и 33 вонредни хонорарни наставници и 10.838 квадратни метра бруто површина. Правен факултет за 1200 студенти и 35 редовни и 45 хонорарни наставници и 11.563 метра квадратни бруто површина. Во учебната 1983-1984 година состојбава е следната. Филозофски факултет 2589 редовни студенти и 1410 вонредни, вкупно 3999 со 123 редовни и 2 хонорарни наставника, а површината која е изградена е 13.100 метра квадратни нето површина. Економски факултет 4208 редовни студенти, 2232 вонредни, 72 редовни наставника и 6 хонорарни со површина од 10.600 квадратни метри. Правен факултет со 4608 редовни и 1206 вонредни студенти, 43 редовни и 10 хонорарни наставника со вкупна површина од 9950 метра квадратни. Ваквата несразмера помеѓу бројот на студентите предвидени во програмата пред изградба на објектите и сегашниот број на студенти во овие факултети произлегува од слободниот упис, од кој е воведен од 1968 година.
Ово од своја страна предизвикува големи проблеми на нормалното работење на овие факултети. Сегашните факултети на зградите на трите факултета содржат 12 амфитеатри со 2778 седишта, простории за предавање и вежби 1800 седишта, читални 1126 седишта, кабинети за наставници 128, библиотечни фондови за сместување на околу 600.000 книги и публикации, 3 аули со по 1000 метра квадратни и друго. Од ово се гледа дека во сегашниот простор своје место има секој трет студент и секој втор наставник и дека се наложува неопходна потреба од изградба на втората фаза на овој комплекс. Го прекинавме часот за да ве прашаме за функционалноста на овие простори во кои голем дел од денот поминувате. Визиониот впечаток за факултетот е позитивен, меѓутоа што се занесува до функционалноста, тука има некои сомневања, мислам дека не е доволно функционален. Пред се не ми се допаѓа тоа што изгледа некако темно, мрачно, исто така и несигурно. А инаку општиот впечаток во споредба со стариот факултет е позитивен. Нашиот факултет, односно како факултет нов архитектонско градежен објект, е така да се рече функционален, но до некаде. Велам до некаде затоа што тука има како објект и недостатоци. Недостатоците пред се може да се уочат од страна на секој оној кој заправо ќе влезе во самиот факултет. Така, например, има многу неискористен рационално простор, потоа некои така лавиринти, ако можам да ги наречам, ходници и друго. Но меѓутоа, ако, како што рекоа веќе и предходните, во споредба со стариот, од тоа што добиваме во простор, по ова условите за работа се подобри, затоа што имаме повеќе тука и семинари, библиотека, и слушална, и читална, и други некои кабинети, но меѓутоа за недостатоците веќе ги реков, ги има. Се извинувам, имаме впечаток дека имате еден од најубавите постарчиња во Скопје. Кажете нешто за самиот комплекс и за факултетот. Самиот комплекс и за факултетот. Јас верувам дека, како што рекоте, дека стварно е нешто најубаво во Скопје. А се очекува веќе кога ќе се озелени дека ќе биде уште повеќе подобро. Не имам ништо да додам. Благодарам. Се извинувам. Добро, вие ќе кажете нешто, нели? Не интересира што мислите вие, битно ми е да ни кажат студентите што мислат за овој факултет, за овој комплекс. За градбава, лично? И за функционалност. Па, мислам дека е добро. Према оние старите факултети, поготово нашиот, филозофскиот, овај е многу подобар и функционален исто за студентите, за професорите. Доволно? Доволно. Правиме анкета за тоа како на студентите им се допаѓа факултетот, мислам во смисла на убавината и на функционалност. Па убавината ја немам забелешки никакви, меѓутоа функционален не би рекол дека неискористен простор има. Во кој смисла? Па еве примерно кај нас, јас сум студент на економскиот факултет и нема доволно место за сите студенти да ги офати. Мислам да што се однесува до лепота, тоа е во ред. Благодарам. Кога зборуваме за вакви објекти како што е Универзитетскиот центар Кирило и Методија, би требало да појдеме по некоја хронологија и исто да ја анализираме. Па јас би почнал да ја објаснам малку ситуацијата. Бидејќи Универзитетскиот центар се наоѓа на три јаки сообраќајници, архитектот проектант дошол до една дилема како да го лоцира, тоест да го постави овој универзитетски комплекс. И дошол до сознание дека треба објектите да ги сврти кон себе. Со свртувањето на објектите кон себе ствара една, како би можеле да кажеме, една агора, тоест еден амфитеатар, значи објектите на правниот, економскиот и филозофскиот факултет ги поставил амфитеатрално. Со тоа добил еден простор, кој што простор дава можност за разни манифестации,
за разни собири, разговори, средби, разни контакти на студенти и други лица. Истиот овој екстериерен елемент, архитектот проектант го вовлекува и во внатрешноста на објектите на сите три факултета. Со таа разлика што во внатрешноста на објектите третирајќи го интериерот, го обиколува истиот со други содржини. Во приземјето тоа се гардеробниот хол, тоа се студентските прашања и други работи, а додека на галеријата се поместени амфитеатрите со деканатскиот дел, наставата и кабинетите на професорите. Ако ја земеме и ја погледнеме функционалноста на овој објекат, ќе видиме дека она не е решавана како што се порано решавале овие објекти стереотипно, да на еден ходник се наслонат овие пратечи функции. Иако имаме околу сите три објекти една ротонда, можеме да кажеме така, една улица, од каде што доваѓаат професорите, сепак контактите не се така оддалечени меѓу професорите и студентите. Но тие се контакти кои што се дешаваат во делот на наставата, во амфитеатрите и во деканатските и останалите делови. Кога зборуваме за вакви објекти, мораме да кажеме и неколку збора за архитектонските параметри кои што ги обележуваат овие објекти. А тие архитектонски параметри се првостепената пластика, второстепената пластика и третостепената пластика. Кога зборуваме за првостепената пластика, тоест како човекот го сваќа објектот, тогаш мораме да кажеме дека овој објект на секој посетител, дали тој професионално се занимава со архитектурата или не, мораме да дојдеме до едно сознание дека овој објекат има во себе си, содржи некој скулптурален третман. А таа скулптуралност не е само фасадна, или како да кажеме слободно кулиса, но таа произлегува од самата внатрешна функција. А таа внатрешна функција ја во дадени моменти ја даваат волуменот, каде што е наставата, кубатурата на воздушниот простор, а најповеќе е истакната влезната партија, каде што го имаме амфитеатралното поставување на сите вертикални и хоризонтални комуникации. Кога зборуваме за второстепената пластика, која би ја превеле на попрост начин овој однос на отвори и на маса, тога исто така можеме да зборуваме и за функцијата. Така да амфитеатрите, каде што знаеме не треба многу светлост, тоа е решавано со пуни платна, каде наставате, каде што е потребна малку повеќе светлост, тога доваѓа во обзир масата ја тоест отворите се превагнати од масата, а пак истото тоа можеме да го видиме и кај останалите простори, кај кабинетите и слично. Додека, бидејќи архитектот проектант ја градел оваја, како би рекле, поединечно, дали правниот или економскиот факултет куќа со такви претензии, не можеме да зборуваме за третостепена пластика, но таа можеме да ја третираме на бетонските маси, на канулиран природен бетон или некои други елементи. Замислата на архитектот, во првобитната замисла на архитектот, беше да овој објект биде изграден од природен натур бетон со бел цемент. Но, бидејќи тој е скупа инвестиција, така да се дојде до овој обичниот цемент. Кога, како што рече претходникот, колегата Мартулков, кога ќе се изгради целиот универзитетски центар со сите други пратечи елементи, аулата Максима, печатницата, ресторанскиот дел, со сите други спортски објекти за рекреација, базените, пливачкиот, отворениот и затворениот, ние можеме да кажеме дека нашиот град ќе добие еден универзитетски центар, кој што ми се чини дека би требало да завземе едно место во понатамошниот третман на архитектурата во нашиот град.